за присуството. Почитувани, Бранко Црвенковски се обидува да добие политички поени врз маката на граѓаните, кои пак се жртва токму неговата криминална приватизација и транзиција. Неговата желба за власт е посилна од сите човечки и морални стандарди. И затоа очекувавме Бранко Црвенковски да ги посети стечајците, чии страдања и тешкоти ги создаде токму тој. Очекуваме, кога во недела ќе отиде кај стечајците, да им објасни зошто, кога тој беше на власт, не само што ги остави без работа, туку и ги тепаше. Така, Бранко Црвенковски се грижеше за стечајците и за илјадниците работници, чии фирми и фабрики беа затворени во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз. Почитуваме, на лицемерноста на Бранко Црвенковски, Социјалдемократскиот сојуз им нема крај. Бранко Црвенковски и СДСМ направија криминална приватизација. Бранко Црвенковски со криминалната приватизација ја создаде и ја штитеше олигархијата. Ги уништија Железара, Клара, Кожара, Циглана, Центро, Славија, Југомак, Југохром, Алумина, Пелагонија, Македонија Табак, Етко, Отекс, Тутунскиот комбинат и стотини други фирми. Ги уништи и земјоделските комбинати. Создадоа армија стечајци, 40% на невработеност, дури 30% на сиромаштија. На криминален начин ги заробија девизните заштеди на граѓаните на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз ги направи Тати, Македонија Реклам, лавци, урбаната мафија, корупцијата во здравството, партизацијата на судството, аферата Бачило, тенковските делови и така. Почитувани, Бранко Црвенковски очигледно е човек без морален кредибилитет. Граѓаните знаат, граѓаните нема да заборават на страдањата кои им правија Социјалдемократскиот сојуз и Бранко Црвенковски. Благодарам.